Трета деклинација, основи на и. Имињата кои што се менуваат по трета деклинација и кои што имаат основа на и, ги делиме прво во однос на тоа како завршуваат по номинатив и генетив, ги делиме на парисилаба, еднакво сложни, и импарисилаба, нееднакво сложни. Еднакво сложните во номинатив и во генетив имаат изброј на слогови, а додека пак нееднакво сложните во генетив имаат еден слог плюс. Пример, урбс има еден слог, а урбис два слога. А вулпес има еден слог номинативот, вулпес има два слога во номинатив и вулпис генетивот има исто така два слога. Еднакво сложните има и од женски род, и од машки род, и од среден род. Имињата, именките од женски род во номинатив завршуваат, може да завршат на ес или на ис, а во генетив нормално, бидејќи се од трета деклинација, завршуваат на ис. Од овој вид може да има и именки од машки род, како хостис, например, ме пријател. Инаку вулпес, вулписе, лисица, навис, нависе, брод, кораб. Од машки род завршуваат на ер, а во генетив завршуваат на рис, како имбер, имбрис, дошт. И во среден род, и именките од среден род во номинатив завршуваат на е, во генетив нормално на ис, како маре, марис, море, рете, ретис, мрежа и така натаму. Нееднакво сложните пак од женски род во номинатив завршуваат на с, а во генетив нормално на ис, како урбс, урбис, град, парс, партис, дел и така натаму. Именките од среден род пак во номинатив завршуваат или на ал, како анимал, или на ар, како екземплар, а во генетив завршуваат и едните и другите на ис, односно на лис првите и на рис вторите. Така имаме анимал, анималис и екземплар, екземпларис. Во однос на флексијата, на промената по падежи, овие имиња со основи на и единствено се разликуваат од промената на по падежи од имињата кои што имаат основа на согласка по трета деклинација. Во генетив множина овие имаат едно и повеќе, од тоа е од основата и завршетокот ми име иум, а не само ум. И средниот и именките од среден род во аблатив еднина завршуваат на и, односно се чиста основа, и во номинатив, акузатив и вокатив множина место само на а завршуваат на ија, односно имаат едно и од основата. И нормално генетив множина имаат на иум, а не на ум. А другите патежи потполно им завршуваат на истите завршетоци како имињата од трета деклинација со основа на согласка. Да ја го земеме примерот вулпес, вулпис од женски род. На овој начин се менуваат и сите други останати имиња и именки и од машки род, како имбер, имбрис, и оние што се импарисилаба, како урбс, урбис. Така имаме номинатив вулпес еднина, генетив вулпис. Го отфрламе ис, го добиваме непроменливиот дел на именката. За датив на непроменливиот дел додаваме и, за акузатив ем, па имаме вулпем. Вокативот е ист со номинативот вулпес, вулпис, вулпес, а аблативот исто како именките со основа на согласка завршува на е, кај машкиот и женскиот род. А дека кај средниот род рековме дека е чиста основа завршува на и. Во множина
подеднакво како именките кои што завршуваат на согласка, со основа на согласка, завршетокот е S во номинатив едно множина, и номинативот множина е еднаков со акузативот множина и вокативот множина. Значи имаме vulpes, vulpes, vulpes. Дативот и аблативот множина завршуваат на ibus, vulpibus, vulpibus. И единствената разлика кај именките од машки и женски род е генетивот множина завршува на ium место на vulpium, за разлика од оратор oratoris, кој што е основа на согласка, чиј што генетив множина е oratorum, а не oratorium. А од vulpes vulpis е vulpium, а не vulpum. Кај именките од среден род кажавме animal номинатив, animalis генетив. Го отфрламе is, ни останува непроменливиот дел на именката animal и на него ги додаваме завршетоците за другите падежи. За датив и animali, акузатив и вокатив се исти како номинативот, со оглед на тоа што се работи за именки од среден род, значи animal, animal. И аблативот рековме дека е чиста основа, animali. Множина, бидејќи имаме работа со среден род, сите именки рековме во латинскиот јазик во множина завршуваат номинатив, акузатив и вокатив на а, само што тука има и едно и по плюс, односно ито од основата, па имаме анималија номинатив множина, анималија акузатив множина, анималија вокатив множина. Датив и аблатив рековме дека завршуваат на ibus, animalibus, animalibus, и разликата во генетив множина, односно завршеток на ium место animali.